Надежта последна умира. Болните од рак очекуваат дека конечно ќе има одговорност за скандалот онкологија. Откако јавното обвинителство откри дека до 31 јануари ќе има обвинение за најголемата афера во македонското здравство, каде потврдено е дека пациентите со канцер не биле соодветно лекувани, но и постојат сериозни сомнежи дека се препродавала скапата биолошка терапија на црно во соседни земји. Очекувањата се дека вистината ќе излезе на виделина и конечно ќе се дознае кој се богател на грбот на најтешко болните. Не е изненадување за нас како онколошки пациенти, бидејќи бројките на метастазирани, на запоставени пациентки, не тоа не само со дијагнозата C50, е навистина голем. Скептични сме, меѓутоа сме надежни. Пак се враќаме на тоа дека не смееме како онколошки пациенти да немаме надеж. Што се однесува до онкологија, ајде да речеме дека директорот покажува навистина волја за да промени некои работи. Меѓутоа ќе оставиме пак повторно јануари да видиме дали нешто ќе се навистина ќе се промени. Одмотувањето на клопчета наречена онкологија на површина извади бројни сведоштва од пациенти кои се мачели или се уште се мачат да стигнат до терапија и до прием на клиниката. Имаат проблеми со недостаток на терапија, но и се борат со системот. Чекаат со месеци за магнет, ехо на дојка, петскен, а се чека и за биопсија. Гужвите, проблемите со термини, навистина не престануваат. И покрај информациите кои што постојано ги добиваме дека се наоѓаат термини и дека има термини, во нашите групи секогаш се истите жалби. А тоа е дека до термините се доаѓа многу тешко. Освен да се надеваме дека ќе дојдат подобри времиња во кои што ќе имаме пред се подобра организација. Друго многу во овој момент и не ни преостанува. Јавното обвинителство вчера откри дека се гледа крајот на истрагата за скандалот. Обезбедени се 2 вештачења од Србија и Словенија. Во 16 медицински истории на болни со канцер кои се вештачеле во Србија е потврдено дека пациентите не биле соодветно лекувани. А месецов се очекуваат резултатите од словеничките вештаци. Дополнително се истражува и кражба на цитостатици.